Се работи на целосна реконструкција на подземната инфраструктура на улицата Анте Банина во Штип. Овде се заменува главната водоводна линија, проект вреден 2,7 милиони денари, што го реализира јавното предпријатие ИСАР. Паралелно со тоа се работи и на атмосферската канализација, која со години наназад представувала сериозен проблем за жителите. Градоначалникот Иван Јорданов истакна дека по завршувањето на подземната инфраструктура, оваа улица ќе биде изасфалтирана, ќе се работи на уредувањето на влезовите пред стамбените згради. Активности се одвиваат на улица Анте Банина, се заменува главна водоводна линија во вредност од 2,7 милиони денари преку јавното предпријатие ИСАР. Паралелно се работи на подземна инфраструктура, на решавање на атмосферската канализација на истата оваа улица, која што во минатото создавала проблеми заради неканализирањето и несоодветното третирање, а дополнително по завршувањето на подземната инфраструктура оваа улица ќе биде изасфалтирана, имајќи во предвид дека претходно е доста оштетена и амортизирана. Станува збор за главната сообраќајница која што ги поврзува населбите Сењак 4 со населбата Баби. Паралелно на овие активности, сакам да најавам дека ќе се работи и пред површините на колективните стамбени згради, ќе се уредуваат влезовите со павер елементи на улица Анте Банина и на улица Сајбе Демир, така да во месец јуни, до крајот на месец јуни, сите овие активности кои што предмалку ги набројав, заедно со промената на подземната инфраструктура, асфалтирањето, третирањето на влезовите, ќе бидат планирани активности кои што веќе делумно се започнати и верувам дека ќе се реализираат. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Александар Арсовски изјави дека со реализацијата на овој проект граѓаните конечно ќе добијат соодветни услови за снабдување со вода и решавање на долгогодишните инфраструктурни проблеми. Јавното предпријатие ИСАР работи на промена и поставување на нова водоводна линија на улица Анте Банина со капацитет од ФИ 160. Проблем кој што се провлекувал низ годините и еве дојде ред и водоснабдувањето на населба Сењак 4 конечно да биде стабилизирано и граѓаните да ги добијат услугите кои што ги заслужуваат, ги нуди јавното предпријатие. Инвестицијата, како што спомна градоначалникот, е нешто повеќе од 2,7 милиони денари. Продолжуваме со замена и поставување на нови водоводни канализациони линии согласно програмата за работа на јавното предпријатие. Моментално се работи на главен приклучок на градскиот стадион, се работи и на повеќе други улици. Утре ќе биде завршена улицата 15 корпус, така да со несмален интензитет продолжуваме да искористиме сезоната и да завршиме што поголем број на реконструкции и поставување на нови водоводни линии. По завршувањето на реконструкцијата, граѓаните ќе добијат не само нова инфраструктура, туку и поквалитетни услови за живење и безбедно движење. Од општина Штип најавуваат дека ваквите зафати ќе продолжат и во другите делови од градот.